сакам јавен хонорарец и сум многу среќна што нашиот закон падна. Во август падна. Но ние извршишме притиск. Да продолжам со друг позитивен пример, се надаваме тука и јас ве познавам одамна, меѓутоа може би не сака да се експонира, деновиве имаме прв случај на овие судски случаи за мобинг. Трет добар пример, после сите овие мачења, пешачење по улици, конечно и универзитетските професори имаат свој синдикат. Малку постар, но исто така добар пример. Работничка во Велес избркана од работа, затоа што не сакала да го врати К-15 што и го дале на судци во Довина за срамотното место. Знам дека сте направили инвестиција во Мегафон и се надевам вашиот полупозитивен пример ќе стане сосема позитивен. Знам дека некој од вас конечно се побаравте поврат на ДДВ, иако книговодителите ве советуваат да не го правите тоа, зашто ви следи инспекција и казна. Така се бори. Затоа, јас, бидејќи сум хонорарец, прекаријат имаме модерно име, не можеш да се зачленам во синдикат да се борам за моите права. Се придржиш на организација за движење на социјална правда, што се вика Ленте, и оваа работничка во Велес тие и помогна со судски регодовија случај. Сега, на моите познаници и другари од Ленте или од сојрадници им се влечат имињата по разноразни статии во вестници, како предавници, платеници, дури, еве сега прочитав, во Ленте се биле ангелиски платеници. Не сакам да ме тргнам параноја и да се придавам на значење. Јас се презивам Джонс поради сопругот, но јас имам само македонски пасош, за разлика од многу македонци до смрт, а исто така машин е само дастал по англиски јазик. Другите имиња кои што се појавуваат се всушност проверени од вебсајт. Тоа се луѓе кои што се автори на книги со наслов обезвреднување на трудот. Да не ви ги редам сега, тука ги запишам да не ги заборавам, нема потреба. Првата книга го покрива обезвреднување, законите кои го обезвреднуваат трудот од 98 до 2010. А втората уште подебела само за последниве 5 години. И затоа немојте да се чуите зашто имаме рекордна сиромаштија во Европа. Иако деновиве се прават спореди и дали било хубаво порано, а сега не ничини. Само да знаете, фала Бранимир што ми го дадете работа. Бруто домашниот производ на убавите години, 90-та година, е веќе постигнат до 2006, а од тогаш се подкренали за 10-15%. Па каде се парите другаде? Сигурно не во нашите џебови.